civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Знаеме за жал дека администрацијата секогаш била под притисок за време на изборните процеси. Прашањето е што направи Министерството за информатичко општество и администрација во овој изминат период на сегашната власт и што презеде за да ја ослободи администрацијата од партиски влијание токму за овој изборен процес. Мислам дека пред атмосферата е доста сменета од она што беше порано и во претходните изборни процеси. Ние веќе долго време во извештаите за изборите кои што ги подготвува ОПС и ОДИХР, но и други меѓународни и домашни наблюдувачи, веќе немаме некакви забелешки заради некакви притисоци во администрацијата. Еве и сега за овие избори. Многу е смената атмосферата, не се врши притисок од страна на раководителите, не се бараат списоци за гласање, не се тераат луѓето да одат по митинзи, партиски средби и слично. Ние уште откако се смени власта, значи од 2017 година, за секои изборни процеси и за референдумот, како министерство, објавуваме онлайн алатка со која што секој вработен во јавниот сектор може да пријави притисок на работното место во контекст на изборите. Има два начини за пријавување, може анонимно, но доколку тој што сака да пријави и сака да ги каже своите лични податоци, тоа го правиме со целосна заштита на неговите лични податоци. Значи и тој дел го имаме заштитено доколку некој сака и конкретно да кажеш за кого се работи и што е тоа што го пријавува. Во секој случај ги организираме пред секој избор и сите клучни институции. Значи организираме подготвителни состаноци со Народниот правобранител, со Агенцијата за администрација, со Агенцијата за вработување, со Државната комисија за спречување на корупција. Значи тие неколку клучни институции кои што најчесто би можеле да реагираат доколку постои некаков вид на притисок. Морам да бидам искрен дека оваа алатка во изминативе години откако ја воспоставивме немаше голем број на пријави. Еве на пример за претходните избори, за претседателските избори имаше вкупно 8 пријави од кои што 4 се однесуваа па дури за приватен сектор. По грешка луѓето мислеле дека треба да пријават и таков тип на некаква вид на притисок на работното место, меѓутоа се работеше за приватни компании. И во другите 4 пријави што беа поднесени, во основа немаше основа за поведување на некаков тип на постапка. Значи и само до тоа бројот на пријавите, треба да се земе повторно преди дека е анонимно заштитено и така натака, покажува дека не постои во моментов притисок. Оваа алатка и сега ни е активно, објавена е на нашата веб страна, ние ја промовиравме на пресконференција. До денес имаме една вкупна пријава, таа се процесуира преку надлежните институции, не знам за исходот во теке. Меѓутоа сепак еве останува алатката активни во следните денови, апелирам, упатувам повик до сите вработени во јавниот сектор, доколку на било каков начин се чувствуваат дека некој врши притисок врз нив од аспект од политички аспект и во контекст на изборите, веднаш тоа да го пријави и веднаш ќе бидат контактирани, случајот ќе биде процесуиран. Притисок на работно место во контекст на избори не смее да има и тоа никогаш нема да го дозволиме. Меѓутоа постојат барем она што ние имаме увид во што се дејства барем до социјалните мрежи, дека поединци што работат во администрацијата користат работното време или јавните ресурси за ширење на лажни вести, говор на омраза. Колку сте запознаени со тоа и што може да се преземе во врска со ово? Бидам искрен, за неколку случаи лично се ангажирав, покрај тоа што институциите, министерството, сакав и јас малце да се уверам. Тешко е да се фатат на дело, затоа што нормално очигледно и некој ги подучува, обично тоа го прават надвор од работно време. Или во деновите кога не се на работа, земале слободни денови, викенд, на одмор се. Но внимателно, барем тие неколку случаи кои што решив и лично ги следам, го прават тоа пред почетокот на работното време, рано сабајле или после 4:30 попладне. И тука веќе од аспект на работодавач немате на што да реагирате. Да, во делот на ширење лажни вести и така натака, на тоа законски е многу една клизна категорија, не е регулирано. И секогаш е таа многу е тенка граница и опасно е да се оди, дали ако се контролира содржина на објавени социјални мрежи, веќе тоа цензура и не можете натака, слобода на говор и слично. Меѓутоа,
ете се обидовме во неколку ситуации, барем тие случаи за кои што имавме пријава и ги следевме, внимаваа да биде надвор од работното време. И од аспект на работодавач, тука не можевме нешто да покренеме некаква процедура. Дури во еден случај беше покрената, ама наставно падна иницијативата затоа што се констатира дека конкретно во тој случај во тие денови тој вработен имал земено слободни денови и не бил на работа. Така што тие некои дупки се користат, веќе сите ги знаат, меѓутоа она што многу луѓе забораваат, но се согласувам дека и свесноста на институциите не е се уште на такво големо ниво, е дека при вработувањето, сите вработени не во јавниот сектор, во јавната администрација, што е различно, јавната администрација е многу помала група на луѓе од вкупниот број 15.000 се администрација, другото е јавен сектор, се согласуваат и на кодекс, етички кодекс за вработени за однесување во јавната администрација, кој што апсолутно укажува што може, што и се очекува од одреден вработен во јавната администрација, дека тој е службеник за граѓаните, дека тоа е првиот допир на луѓето со државата, со институциите, дека треба пример со неговото однесување. И на оваа основа, во основа може да се почнат одредени процедури и процеси, меѓутоа, за жал, ќе бидам доволно самокритичен, ќе кажам дека институциите не се на доволно високо ниво на свесност, дека таа етика на однесување на работното место, но и надвор од работното место, е тоа што исто така може да влијае. Во следниот период треба да работиме на ова. И мислам дека градењето на свеста кај пред се и раководителите на институциите, значи таа менаџерска одговорност, зашто прилично го адресираме проблемот кај менаџерите во предложениот закон за висока раководна служба, што е веќе во собраниска процедура, владата го усвои, дека тоа треба да се пренесе после и на вработените. Процесот ќе трае, меѓутоа мислам дека сме во добра насока и со самото тоа дека веќе евидентно е притисоци нема како што имаше порано и сега ќе треба да продолжиме да работиме во оваа насока дека и со своето однесување административците треба да бидат свесни дека фактички го креираат мислењето и на граѓаните за самите себе. Тоа е факт негативно заради малиот процент на луѓе што не работат, што се однесуваат несоодветно. Пак ќе кажам, се работи за мал процент кој што за жал ја креира големата слика. И тоа е моменталната состојба. Веќе ја начнавте темата за да речеме на некој план за професионализација на Министерството, меѓутоа што уште размислувате или работите на темата партизација и професионализација на јавната администрација? Законот за висока раководна служба е првиот чекор, сметам, во овие 30 години кон професионализација на администрацијата, но пресек во раководните служби. Да бидеме искрени, злоупотреба и партизација и политизација може да доаѓа од раководителот. Тешко, има случаи кога доаѓа од долу нагоре, но претежно е овде. Со предложениот закон за висока раководна служба предвидуваме транспарентен избор на менаџерите на институциите на ниво од директор на институција, на органите на државна управа, се до државен секретар во министерство. Ова се околу над 200, некаде околу максимум 300 функционери кои што би биле избрани преку комисија, која што ќе членуваат чисто и само експерти, значи никакво политичко влијание. Оваа комисија ќе врши целосна евалуација на кандидатите за било која раководна позиција и на владата ќе ја предлага кратка листа од трите најдобри кандидати. Но во процесот на евалуација владата или било кој политичар на никаков начин не е вклучен. Се работи за комисија која што концептот е да биде избрана на прилично сличен начин како што се бираше Државната комисија за спречување корупција. Значи, без никаков доприн на политиката и политичарите, особено не е владата. И кога ќе стаса финалниот предлог од тројцата најдобри кандидати, граѓаните да бидат сигурни дека било кој од тие три кандидати биде избран, дека се работи за прво професионалец од таа област и второ, за мене побитно, човек со висок интегритет. Човечки интегритет кој што токму ќе води сметка за овие работи што ги зборувавме. Значи да води грижа и за стручноста, но и за овој дел на професионалноста на администрацијата, на односот кон граѓаните, на односот внатре помеѓу нив самите. Тоа е едниот, мислам, голем чекор. Второто и и ние не секогаш даваме многу внимание на ова, но сепак и со обуки за основна етика
на однесување на луѓето и особено во администрацијата. Јас гледав и години назад, не е обрнано внимание на тоа. Значи, ке се вработи некој во јавна администрација, не добива основна обука за однесување на крајот на денот. И некогаш тие основни работи не фалат, не знам, за било што во општеството. Ние велиме дека ние сме загадени, имаме ѓубре секаде, да, ама затоа што фрламе секаде. И нас не треба да се вратиме на основата, да воведеме веројатно во основно образование час повторно за хигиена. Што можда во времето на социјализмот и го имало, не сеќам, ама и затоа ќе нема толку ѓубре на улиците, така и овде. Кога ќе се вработи некој, не можеме да очекуваме дека некојаш е на нивото на она што треба да го прави. И треба едноставно, како се каже, ова се основните начела, основно етичко однесување во администрацијата. И во тој контекст и во делот на деполитизацијата. Мислам дека голема улога ќе одигра и тоа што во новиот предлог на закон за административни службеници и закон за вработење во јавен сектор, исто што го понесовме во собрание, но пред изборите не се донесува, значително се намалува бројот на можни договори на определено време, кои што може да ги исклучува било која институција, се ограничуваат на многу мал процент во однос на вкупниот број на вработени во институцијата и на таков начин се наведуваат институциите дека треба, доколку имаат потреба да ангажираат луѓе на неопределено наместо на определено време, освен во исклучителни ситуации каде што реално е потребен само временски определен ангажман, не знам, во јавните комунални предпријатија, за потреби за преводи, не секогаш ви треба човек цело време. Така што и во тој дел интервенираме и сметам дека склопот на овие некои активности, но особено јас многу очекувам од Законот за висока раководна служба дека ќе придонесе кон понатамошна деполитизација на јавниот сектор.